Се наоѓаме во Пробиштипскиот регион, поточно речено во селото Трооло, со околу 700 хектари плодно земјиште, 1200 хектари пасишта, со околу 80 куќи и околу 40 жители. Наминавме во ова село да го видиме селото и селаните и да видиме како и тие живеат. Се наоѓаме во едно од најголемите фризерски студија во Пробиштипско во селото Троол. Овдека го нема студиото на Дадар, овде го нема студиото на Леонтич, овдека е студиото на Владо Владимиров, еден од селото Трооло, еден од најпознатите стрижачи на овци. Добар ден, Илија, работа домајчине. Фала, Господ здравје нека дава. И тебе дете го здравје. Како си ми? Арен си ми? Добар сам. Те денеска почнаме да стрижеме, па ќе видиме дали ќе стрижеме или ќе оставиме и за утре. Вака да ми кажеш колку да се имаш овци острижено вака? Па највеќе имamo стрижено не околу 40 до 50 овци, повеќе не можам, разбираш ли, толку ми е капацитет. Колку имаш ти вака колку број стадо? Па стадото не е број околу 200 и нешто. 200 овци, а? Да. Колку јагнина изваде, што им направи на јагнината, ги продаде по која цена? Јагнината оваа година ги продадов по 110 денари и по 120 денара. Многу ефтина цената. Колку имаше? Па неден околу 150. И колку пари седе? Па сега математиката баш не иде на брзина, ама... Отприлика вака. Па има нешто и не е се продадено, разбираш ли. Пола е продадено, пола не е продадено. Колку јагнина продаде вака? Неден околу 100 јагнини е продадено. А колку имаш останато? Има уште 80 останато што не се продадени. Так, види ова да ми Нешто кажеш. имам за приплото оставено и така. Ги пријавили овие јагнината, односно... За оваа година се уште не се дошли да се пријават, меѓутоа ќе се треба да заодим да ги пријавиме. Лесно ли да се биде овчар, шо вериш? Најтешка работа у животот, да се знае ова никад не мало да почне. Меѓутоа, оти го работиш. Работа од нема и каде. Работа нема. А работеше некаде порано? Работи во фабрика за акумулатори, имав принуден камион, работа од нема и така да мора да дојдам на оваа работа. Може ли да ни кажеш колку просечно млеко дава една овца? Просечно дава не 400 до 500 грама. За овие овци што ги имаш потребно е овчари, сам ги пасеш или како? Сам ги пасам, сам ги ранам, сам ги гледам, све сам тој и старците покрај мене. И жената тоа е се. Оно деца се наскоро. Овие салоно што го имаш, овие фризери за овциве, колку мина се денеска, колку време ти се на обука? Ја не знам сега колку се време, но тие се стари стрижачи, така да секој како знае нема стара традиција. Секој на помош. Кој како знае, колку може толку стрижи. Ако те викне некој на друговесто стрижање, одиш? Ова да например исполниш некај пријател, иначе онака немам време за тоа што ме секој ден при овци, секој ден. Има ли некој адет и обичај кога се стрижат овци? Па обичај имат после стрижењето се замиват ножиците во вода, со зелена трава се попрскуваат, ги пуштаме, се попрскуваат со таа истата вода и одат малку на паша и се враќат пак на одмор. Не и даваме многу да јадат, пошто се они гладни, така да не дојде до некој дефект на некоја овца. Што години имаш ти? Јас сум роден 40-та година, тој е 69 години веќе. Сико ти како си? Исто, а? Исто. Кој сте порни стрижачи, ти или... Едно. Едно, а? Генерација. Так. Ти денеска колку стриже? Не сум ги бил 40-50 тука. Тука, а? Так. И како е животот само село овдека? Многу убав. Само јаде, работи и трпи. Колку мина старате Не само сум тука, јас од Лезово. Од Лезово си? Вака да ми кажеш. Он знае там. Так. Кај е порен животот во Лезово или овде? Исто е. Исто, а? Исто е. Ти што поработуваш вака? Ох, се чувам, да. Колку имаш ти? Малци има, 30,
36, Па а? сам сум дома. Аха. Дето на работа таму певаше куќе. И задоволен си од овцата? Не, од пензијата довселен сум. Само од пензијата. Нека дава пензијачка. Така. Чеј, добро што ладо. Добро. Колку волна дава една овца и колку килограми волна немаш продадено? Па од лани едно 700 до 800 кила сигурно нема продадено и оваа година не сум гледам, слушам дека ниде нема откуп. Не е барал воопшто. Не е барат воопшто. По која цена е отприлика да речеме килото? Пред 2-3 години беше 20 динара едно кило волна. Ова година лани нешто зборе дали за 5 динара е продавале, не знам како е било, што е било, главно кај нас нема откупи и така стои. Значи, ако не откупат... Ако не откупат, ќе изнасаме и ќе ја палеме у ѓубре, што да и правиме друго? Може ли да се живее од овчарството овдека во ова село, во село Трооло? Да ви кажам право, многу тешка работа е ова. Ова ако изтаеш сите трошкове, све живо да покриеш, тоа е макотрпна работа. Сам човек тешко може да издржи, треба стварно да си психички и физички способен за да издржиш оваа работа. Иначе еден само е како жив да си, иначе да печалиш кој знае колку нема. Значи, една живеачка може да се извади. Една живеачка може, али испод по 200 овци да не се дојде. А ако си со 100 со 130 овци ништо работа. Боле фрли и бега негде да решава. А ако помоги држава да речеме со субвенции со пласмана на млекото на населението и на волната? Добро, таа субвенција кад би дошла би како вишок на она бруто плата, така да нешто да можеш да реновираш, дали ќе направиш трло малку да реновираш, дали ќе направиш нешто околу трло, да дотераш некои работи, иначе онака без субвенции нема шанса да се живее. Добар ден, бабичке, што правиш? Што? Живо? Здраво живо. Арна си ми? Арна сам. Што правиш иначе вака? Така со стока се мучиме со совците, јагниња помагам на сино, а ја не сам кадар за ништо. Што години имаш вака? 75 години. 75 години, а? Аха. Ти служиш здравето вака? Па, трпам се полека со лекови и така служим. Така. Рече дека се занимаваш имаш овци со синти, така? Аха. Еве овде ќе гледаме, ова е волна, така? Вон. Каква е оваа волна сега? Прана, не прана, каква е? Не прана. Така, е? Не И што треба да се направи за да дојде до... Треба да се попари, па да се изплави, па да се завлачи, изчешла, па се завлачи и да дојде до предење. Вака сега, од кило непрана колку излегува да речеме прана волна? Па од 3 киловите 1 кило искачава. 1 кило, а? И Па да учеде, попариш, да се изчешла, се завлачи. колку пари ове ви зема за влачење? Не, само да дам навлачила 50 динара беше, ама тој може да има 5 години, 6 какво влачи. Так. Што велиш порано, од волнава се плете и чорапи, се поја фанели, јамболи. Јамболи, килими, се ткаеш и се предеш, ама сега зарежава младите не знаат да предат и да ткајат. Нема ни разбои, нема ништо. Нема, изфрли не разбои. Тешко е ли да се ткае, што велиш? Не е тешко. Така, а? Не е тешко и да се преди, и да се ткае, и да се плете. Колку јамболи вака имаш до сега искајано вака, кој беше помлада да Па речеме? имам 3-40 скана. И? Тоа си да ги даде? Не, па на синове, на ќерки. Ние се Так, покриваме, постиламе. Колку чела имаш, деца имаш ти? 5. 5, а? Пет. И кај се тие? Ќерките са ми женети. Така? Една у Соколарци, една у Кратово, една е та у Швајцарија. Так, и доаѓа, колку нучини имаш? Унучиња. 10 имаш, а? Па имам. И доаѓа вака да те вида понекој? Па доваѓа, како не доваѓа. Те тука една унука имам, Аха. еден студира унук, оние са по пробишти, по едни имам- Сега доби внучинева, знае некој да Не, приеди да... Не, а? не. Так. Не знае. Так. Имам си и пара унука. А, так. Иначе, кај е полесно да се живее која работа е полесна во полето или дома? Што вели? Кој како се научил ти кај? Аха. Кој си жњал едно време и там е било арно, жњало се и копало се, поминало времето. Па дома, младите, а старите за нигде не се више. Туку вака сега. Оди ти кај овцине таму гледа ги помлади како работат. Да ја заврши работа како што треба, така? Така. Сака да викаме да стрижат, да ги острижат, ако останат за утре, па кој ќе ги стриже? Еве, чудам ја да им помогнам да се научиме да работат, ќе може? оди, ти ги стрижеш. Оди напред, ја по тебе, доки ќе фатам ја некој нози да што велиш, а? Ајде да видим. Еа така.